Сликовницата е наменета пред се за типичните деца, затоа што целта на оваа сликовница е малку да стекнат некакво знаење, некаков увид, како е тоа да се има другарче со Даунов синдром. Но сметам дека децата многу полесно ќе го усвојат тоа знаење преку една приказна, која што е всушност некаков збир на случаи кои што нас и реално ни се случувале, отколку тоа да го правиме преку презентација на голи факти, какви се децата со Даунов синдром, како со нив треба да се однесуваме. Мислам дека децата многу полесно ќе научат од приказна, отколку од сервирање на некакви технички информации, голи информации за тоа какви се децата со Даунов синдром. Мислам дека децата во суштина не стигматизираат сами по себе, како да кажам. Тие кога ќе се сретнат со поинакво детенце, чувствуваат некаква задршка, им се ројат прашања во главата, какво е ова дете, зошто е тоа такво. Од правилноста на одговорите кои што ќе ги добијат, зависи и нивниот став понатаму кон овие деца. Децата со Даунов синдром се веќе вклучени, значи, во редовната настава со целиот тој процес на инклузија кој што трае повеќе од една деценија наназад. Дали е тоа идеално направено? Не, нема ништо идеално, но сметам дека треба многу да се работи на вистина тој процес на таа инклузија да биде скроена по мерка на овие деца. Значи таа наставна програма да биде скроена по терк на потребите на овие деца. Но се надевам дека во иднина ќе се подобри таа ситуација, односно целото тоа искуство, што и наставниците, и педагозите, и дефектолозите го стекнале, ќе го инвестираат понатаму, нели, во новите ученици кои што ќе се запишуваат во редовна настава. Мојата идеја беше оваа сликовница да не се продава, туку да се дели, буквално да стигне до секое дете на кое што му е потребна, кое што ќе покаже интерес да ја прочита. Така да ние денеска во Лирија донесовме повеќе примероци од сликовницата и на македонски и на албански, па ги поканувам и наставниците, и педагозите, и дефектолозите, па и децата од други училишта, доколку сакаат да дојдат да си земат примерок од сликовницата.